Квадратурата на македонскиот круг нема да биде целосна без Соколскиот дом во Прилеп. Од мојот професор, почитуваниот Илија Милчин, бардот на македонската култура, научив: за да имам иднина, морам да имам минато, морам да помнам. Од него научив дека пред многу години во овој Соколски дом прилепските интелектуалци држеа огнени говори и правеа представи театарски во кои ја кажуваа вистината за Македонија. Асном ќе го немаше без овој дел од квадратурата на македонскиот круг. Трпението на македонското население беше при крај. На заземената територија, тоа население под водство на антифашистите од Македонија засилено се подготвуваше за востание. Најпрвин ќе биде формиран Скопскиот партизански отред. За потоа, на 11. октомври 1941 година, по Прилеп и во Куманово, македонските воени формации да извршат атака врз затворот и со тој чин да го почнат востанието на македонскиот народ за ослободување и за формирање слободна македонска држава. Ќе се отвори широк фронт на партизанско војување и овој пат против мочните и силните држави, за да се стигне до долговековното барање сопствен пат и легитимитет. Се наоѓаме пред зградата на станицата на Малото Вовче за Градско, теснолинејно, преку Плетвар. Токму овде, на 2 август 1940 година, Борка Талески, народниот херој, говореше јавно за тоа дека нашите борбени идеали за слободата на Македонија се всушност илинденските идеали од 1903 година. Со тоа се докажа дека ние не мислиме за класна борба, болшевизам и слични ветришта, туку се бориме за ослободување на Македонија, што ја потврди јавниот обвинител во Белград, кога го судеа Борка Талески и Трајко Бочковски Тарцан, и рече јасно: ова не се борци за раднички права, ова се македонски сепаратисти кои сакаат независна Македонија. А овие капиња од спротива, кои сега се сосема преправени, бе тогаш празни, немаше клиенти, зашто немаше сообраќај. И во тие капиња беше седиште на студентското здружение, често забранувано, па пак обновувано, урсовите синдикати, кои бе демократски ориентирани, и ложата на трезвениците, каде правевне представи со борбена содржина во нашиот тогашен студентско-работнички театар, кој имаше огромна посета и секогаш го мобилизираше населението на Прилеп да биде прв и најсилен борбен град на Македонија, со своја собствена прилепска 5-та бригада во Втората светска војна. Мислам дека оваа стара зграда треба секогаш да не подсеќава дека таа младост на Прилеп ги жртвува своите животи не за некакви измислени ветришта, но за она што го обележа и членот на британската мисија при главниот штаб, кој рече во своите мемоари: партизаните македонски не се борци за комунизам, болшевизам, ами пред се борат за национално ослободување македонско.
многу генерации пред нас се бореле за собствена држава и по повод на Илинденското востание и формираната во тоа време република во Крушево, сигурно дека првата мисла на секој од нас кои бевме таму присутни, а и пред тоа кога се вршеа подготовките, беше дека конечно дојде време да се обнови македонската држава. И тоа е еден голем историски чин. Македонија е гледано и од тој момент, особено сега од една историска перспектива, донесе на, ја би рекол, не само праведна, не, туку единствено можна одлука да се спротивстави на фашизмот, да се организира за ослободувањето на Македонија. Сме имале еден Гоце Делчев. Кузман Јосифовски е без никакво сомнение вториот Гоце Делчев од завршната фаза на ослободителната македонска борба. Нашиот град дал и други блиску до него, меѓутоа еден е Кузман, вториот Гоце на Македонија. Се сеќавам и денес на неговата порака кога почна борбата за ослободување 1941 година. Рече јасно: во Македонскиот национален фронт може и треба да влезе секој чесен македонец, без оглед на поранешната политичка определба, без оглед на неговата националност, вера, пол. Подвлекувам уште еднаш, без оглед на неговата националност, секој чесен македонец. Единствено што би додал на оваа порака која и денес звучи сосема современо, единствен збор: искрено и без оглед на своите собствени лични интереси. Со тоа е кажано се. Освен него, ги имаше уште мнозина од Прилеп: Рампо Левков, Ченто, Шарло, доаѓаше Петре Пирузе од Охрид да се види со Рампо и со Кузмана и така натака, што е сосема познато во нашата историја, меѓутоа мораме уште еднаш да позвлечеме дека тоа беше борба народна, национална, македонска. Па ја мислам дека он беше еден од најрешителните луѓе со државнички квалитети и постојано неговите преписки кои постојат сочувани говорат за тоа како ја обмислувал Македонија како држава, како ќе функционира и така натаму. А во исто време еден од најодговорните луѓе во Централниот комитет. Скромен, човек кој не сакаше некој публицитет и кога можеше. Ја го знам него уште од студии, студиравме заедно и тако беше од секогаш.